Точно 3 месеци по избивањето на аферата и една недела по поднесувањето на обвинителниот акт, председателката на антикорупцијска конечно се одважи во сенка на кривично гонење и обвинувања за сериозни злоупотреби. Татјана Димитровска поднесе оставка. Информацијата не пристигна од институцијата со која досега раководеше, туку од кабинетот на председателот на собранието, каде официјално беше потврдено дека оставката е доставена и дека институциите ќе постапат според утврдените процедури. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција Татјана Димитровска денеска до председателот на собранието Африм Гаши поднесе оставка од нејзината функција. Истовремено информираме дека собранието ќе постапи согласно предвидените процедури. Овој потек доаѓа по поднесувањето обвинителен акт од страна на јавното обвинителство, во кој Димитровска се товари за оддавање службена тајна и компјутерски фалсификат. Таа е обвинета бидејќи преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp му давала податоци на обвинет за поведени постапки поврзани со предметот адитив, службени белешки за отворање на предмет и распределба на член на Државната комисија за спречување на корупција, одлуки по истите, како и податоци за проверка на имот на обвинетиот и на неговото семејство. Дополнително според обвинението, првата антикорупционерка лажно го положила испитот за добивање сертификат за службена тајна, односно поранешен колега ревизор полагал во нејзино име. Инаку, обвинението е дел од случајот адитив кој се однесува на сомнителна набавка на адитиви за рек битола вредна повеќе од 6 милиони евра. Истрагата за овој случај започна во ноември минатата година, а прво осомничен е поранешниот директор на Електрани Васко Ковачевски, кој се уште е недостапен за органите на прогон. Судењето за адитив почна на крајот на мај. Обвинителството треба да докажува дека групата обвинети на чело со поранешните директори на ЕСМ Васко Ковачевски и Васко Стефанов, како и раководните структури во рек Битола, ТЕЦ Неготино и ТЕЦ Осломеј, местеле тендери за набавка на адитиви за јаглен, кои биле опасни по здравјето на луѓето.